За сметка на тоа ние се обидуваме како нови финансиски институции да ги поттикнеме луѓето малку посериозно да размислуваат за својата финансиска иднина. Тука не можам да кажам само дека би се работело за пензијата како таква. Има доста интересни продукти како што се фондови за школување за деца поради долгиот рок на доспевање на средствата. Приносите на долг рок се поатрактивни во отворените инвестициони фондови отколку во конзервативните и останати финансиски продукти кои што се креираат согласно потребите на инвеститорите. Значи најголемиот проблем со кој што ние се соочуваме на македонскиот пазар е неедуцираноста во моментот. Значи луѓето многу малку знаат за отворените инвестициони фондови и се помалку се спремни своите инвестиции да ги чекаат да созреат. Значи во моментот карактеристика на пазарот е да се добие одреден фиксен принос на средства кои што може да се оствари преку некои алтернативни начини на инвестирање, конзервативни пред се, отколку да се направи некој посреднорочен или долгорочен инвестиционен план и зависно од пазарните услови и временските очекувања да се добие да се дојде до некој посериозен принос на подолг временски период. Во делот на нашето учество на македонската берза, тоа е врзано со инвестиционите политики на фондовите. Глобалниот фонд, согласно определбите, не инвестира во компании кои што котираат на македонска берза, додека регионалниот фонд каде Нова ЕУ има некои 15 до 20% од своето портфолио во компании во македонски компании. Анализата за која што говореше и колегата Бојан, исто се одразува и за отворените инвестициони фондови, со тоа што ние за разлика од пензиските фондови многу повеќе сме погодени од моментот ликвидност, затоа што за разлика од кај нив, како што констатиравме, таму барем согласно структурата на реформата, најголемиот дел од идните пензионери се до 35 години, 40 години старосна возраст, значи некаде до 64 имаат добри 20 години и повеќе, може би временски интервал кога би ги повлекле своите средства. Кај нас, како што знаете, терминолошки фондовите и примаат и исплаќаат парични средства, што значи дека ние континуирано сме врзани со таа дневна ликвидност. Значи денеска и сега и сето тоа зависи од расположението или очекувањата на инвеститорите. Согласно тој проблем, ликвидноста на македонската берза и аспектот на диверсификација, ние сразмерно и инвестиционите политики, поголем дел од средствата ги алоцираме и надвор од македонската берза, пред се изборот паѓа на блу чипови или внимателно одбрани најликвидни и најтранспарентни компании кои што се подудараат со инвестиционите политики на фондовите. Да. Благодарам многу. Во истиот правец, последниот извештај на нашиот последен, на фирмата на нашиот последен панелист, господин Костадиновски, извршен директор на Илирика Фанд Менеджмент, покажува дека остваруваат принос кој што веројатно е посакуван за секој инвеститор и во оваа сала и во секоја останата сала во која што се дискутира за приносите. Па би го замолил во тој контекст да ни пренесе дел од искуствата и можеби да се надоврзе на оние практики кои што ги спомна вашиот колега Камчев. Повелете. Благодарам за поканата на Македонска берза за учествувано на овој панел. Значи, во принцип, она што го спомна колегата Камчев е истите тие теми не тангираат и двете друштва кои што сме единствени, две друштва кои што управуваат по два акцијски инвестицијски фонда со слични инвестициони политики, за разлика од пензиските фондови кои што, да речем, имаат проблем со вишокот на ликвидност и недостигот на материјал на македонската берза. За нивно адекватно работење ние имаме некои други предизвици кои што се пред нас, а тоа се во принцип обезбедувањето на релативно брз принос за клиентите и обезбедувањето на самите клиенти, односно обезбедување на средства под управување во фондовите кои што ќе го дигнат нивото на кои што ќе обезбедат средства кои што ќе створат услови за едно рентабилно и профитабилно работење на самите друштва. Во таа насока, значи, со самото тоа што ние имаме, значи, тој императив добивање на нови клиенти,
и работиме интензивно на тоа поле. Во тој контекст, значи, би напоменал само дека Илирика Fund Management како фонд во изминатиот период организира во континуитет, значи, семинари преку кои што се врши континуирана едукација на клиентите, кои што за жал поради тоа што за жал на терен идовме на една финансиска, да речам, едно ниско ниво на финансиска писменост. Оттаму во текот на изминатата година, само во 2010 година се одржани преку 100 такви семинари кои што придонесуваат за подобрување на тоа ниво на финансиска писменост. Работиме и во дел како проекти кои што не се за некои идни движења како стратешки насоки на фирмата, се отварање на нова услуга која што ни ја нуди Законот за инвестициски фондови, тоа е управување со приватни портфолија. Тоа е едниот проект кој што очекуваме да стане оперативен за брзо време. Друг проект на кој што исто така активно работиме, за кој што можеби добро ќе беше да има некои представници од осигурителните компании. Тоа е за прв пат во Македонија, значи, креирање на еден unit link производ, значи поврзано штедење или инвестирање во инвестициски фонд со полиса на животно осигурување. Значи, тоа е другиот правец кој што сакаме да го зафатиме во наредниот период. И последно, но нормално не најмалку важно, дури мислам дека од таму имаме најголеми очекувања за иднина, а тоа е за прв пат во, да речем, овој период пост од кога се формирани инвестициските фондови, да се понуди еден финансиски инструмент од Република Македонија на странски пазари на еден легален начин. Така да и во таа насока, значи, прибирајќи средства во инвестициските фондови од странство, очекуваме да допринесеме за зголемување, значи да ги зголемиме средствата со кои што управуваме и да нормално тоа се одрази и на ликвидноста на македонската берза, заради тоа што дел од средствата кои што ги управуваме во фондовите се практично пласирани во компании кои што котираат на македонската берза. Тоа било вака отприлика на како генерално првично некоја представување што би го кажал. Понатака предлагам да продолжиме со другите теми. Благодарам многу. Од кусата дискусија, а и од она што досега помеѓу вас во текот на оваа конференција и во минатото го дискутираме, можам да заклучам дека речиси секој од нас прави максимум напори за да го зголеми и своето учество на пазарот, меѓутоа и да му помогне на пазарот на капитал. Ако е тоа така, следно прашање на кое што би сакал да дискутираме е дали денеска постои некоја основа или постои некоја граница која што можеме да ја поминеме и покрај се што сме направиле ние во нашиот домен, дали има дополнителна можност да се направи нешто повеќе. Во тој правец, искуството од другите земји покажува дека најголемиот дел од ликвидните средства кои што ги прибира вториот столб и во Македонија во моментов тие се огромни средства за македонски рамки. Би сакал да поставам прашање до директорот, вториот генерален директор на КБ Прво пензиско друштво. Зошто смета дека толку многу се прозвани во насока на заживување на македонската берза? Зошто и во кој дел би можеле тие да помогнат во зголемувањето на ликвидноста на македонската берза? И во тие две насоки, дали постои некоја можност денеска вториот столб или двата столба или задолжителното пензиско осигурување на некој начин да допринесе за зголемувањето на прометот во македонската берза? Во овој дел сакам само кус коментар да дадам во однос на тоа дека никогаш нема да знаеме каде почнува развојот на економијата и од кого почнува развојот на економијата.
Многу мина од нас очекуваат тоа да биде државата, останатите очекуваат тоа да биде приватниот сектор, другите очекуваат да се институционалните инвеститори како дел од приватниот сектор. Меѓутоа, секој од нив, тогаш кога ќе биде прозван, наоѓа аргументи за тоа дека сите можности во негови рамки се исцрпени. Па повелете, директоре, да слушнеме кој е вашиот коментар на ова. Зошто сме најпрозвани? Најверојатно во изминативе 5 години затоа што најмногу учествувавме на пазарот на капитал во Македонија како институционални инвеститори. Моја предпоставка е дека ниту банките, ниту осигурителните компании се уште не размислуваат активно да учествуваат на пазарот на капитал во Македонија, па сходно на тоа сите не прозиваат нас како институционални инвеститори кои што веќе имаат учество во македонската берза, дека треба да бидеме тие кои што треба да бидат покренувачи на она што значи раст на македонската берза. Тоа е едно логично размислување, според мене, бидејќи останатите институционални инвеститори се уште не размислуваат да ги зголемуваат своите приходи од работењето токму преку инвестирање во пазарот на капитал во Македонија. Свесни сме дека 97% од финансискиот сектор во Македонија го сочинуваат банки, но ако ги погледнеме билансите на македонските банки, ќе видиме дека 99% од приходите кои што ги остваруваат банките се по основ на приходи од камати и приходи од провизии. Она што се нарекува инвестиционо банкарство во Македонија дури се уште не е ниво зачеток. Па како такви институционални инвеститори воопшто не ни учествуваат на пазарот на капитал во Македонија. Истото можеме да го кажеме и за осигурителните компании. Ако ги погледнеме нивните портфолија, ќе видиме дека во рамките на портфолијата преовладуваат пред се инвестициите во државни обврзници и депозити. Значи, најверојатно сме прозвани затоа што најмногу учествуваме на пазарот на капитал. Дали можеме повеќе да учествуваме? Секако дека можеме и треба да тоа да се случува. Тоа и го правиме континуирано. Ако ги погледнеме портфолијата во изминативе неколку години, ќе забележите дека портфолиото кое што е во македонски акции, но и во странски акции на пензиските фондови е во континуиран раст. Истото може да го прочитате и во нашата инвестициона стратегија и во инвестиционите тактики кои што се достапни за сите членови, бидејќи сме отворени инвестициски фондови де факто. Но секако дека треба да бидат исполнети определени услови кои што претходно ги кажав за да можеме повеќе да инвестираме. Значи не сме на македонскиот пазар на капитал пензиските фондови да се прецепираат како единствените институционални инвеститори. Пензиските фондови не се единствените институционални инвеститори, а од друга страна целта на пензиската реформа, поготово во делот на задолжителното пензиско осигурување, бидејќи сепак станува збор за задолжителна уплата на пензиски придоноси во приватните пензиски фондови, е обезбедување на сигурност и социјална и материјална на нивните пензионери. Едноставно кажано, пензиските фондови учествуваат и ќе учествуваат на пазарот на капитал со инвестиции во македонските компании, но повторно ќе кажам под определени оправдани инвестициони анализи. Благодарам. Би дополнил нешто. Слободно, повелете. Благодарам. Вака да како мало дополнување го поддржувам ова Бојан што го кажа. Значи, целиот аспект на зголемување на ликвидноста не можеме да ја бараме само кај пензиските фондови. Мислам дека нема таква алатка како регулатор, меѓутоа не би го ни дозволиле. Зошто да ја зголемува ликвидноста на македонскиот пазар само пензискиот фонд? Како такви ќе влезат и премногу ќе се изложат и на крај нема да можат да излезат од тие инвестиции. Значи ни треба малце посолидни услови што ги спомна Бојан, и банките и осигурителните компании, значи има кој да инвестира во државава.